Почитуван председател на Република Северна Македонија, господин Стево Пендаровски, почитуван министер за земјоделство, шумарство и водостопанство Љупчо Николовски, почитуван поранешен председател на владата господин Соран Заев, почитуван Оливер Спасовски, поранешен и премиер и министер, поранешни министри, почитувани пратеници, почитувани пратенички. Јас и моите претходници ја немаме таа среќа да имаме вработен да не најави на таков начин на кој што колешката го најави министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство. Меѓутоа еве јас ќе кажам дека сум горд што можев да наследам луѓе кои започнаа најголем проект во историјата на државата. Љупчо беше скромен, кажа во последните 20 години, јас проверив утрово, најголем проект во последните 50 години. Брана која што е за малку помала од Мавровската брана и поголема од сите други брани во државата. И затоа големи честитки до сите оние кои што го започнаа, пред се тука мислам на Љупчо, на Зоран, на Оливер, на Сугаревски, на Баже кој што работеше напорно, на градоначалниците кои што учествуваа во работата и секако на пратениците кои даваа поддршка преку гласање на сите потребни законски решенија, буџети и така натаму во извинатите години. Денешниот ден е особено значаен за еден од најважните сектори, а тоа е земјоделството. И особено ми е драго што денес ставаме крај на 6 деценискиот предизвик со што се отвора можност за регионален развој на југоисточниот дел од државата. Тука се пратеничките Марија Костадинова, Драгица Ѓавочанова, сме имале безброј телефонски разговори кога ќе почне сезоната на наводнување, бидејќи едноставно она со што располагаше овој крај не беше доволно, но од денес ќе бидат телефонски јавувања дека овој крај има доволно вода за наводнување и за развој на земјоделството. Браната Конско е најголемата инвестиција во водостопанската инфраструктура во државата, значена за наводнување на земјоделските површини во Гевелискиот регион, во Валандовскиот регион, важна е за зголемено, квалитетно и конкурентно земјоделско производство. Но и за уште нешто е важна, оваа брана ќе го развие и туризмот во овој крај. Бидете уверени дека многу скоро овде ќе дојдат инвеститори кои ќе сакаат да изградат и туристички објекти, така како што секогаш се случувало на Вештачки езера, особено од големина која што е ваква како што е браната Конско. Јас сум горд што токму оваа голема инвестиција започна и заврши во периодот на владата на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија. И драго ми е што денес се тука сите вклучени во овој крупен проект и многу важен за македонското земјоделие. Ово потврдува уште една работа, а тоа е дека ако некој можеше во минатото, зборувам пред 2 декади и така натаму, да упати и критика до нас дека не сме ги довршувале работите, ова е најдобрата потврда дека ја довршивме најголемата инвестиција во последните 5 декади во државата. Ја започнавме и ја завршивме со правилен почеток, со правилно проектирање, со правилен избор на изведувачи кои сакам да ги поздравам, со правилен избор на надзорни компании, кои исто така сакам да ги поздравам, и нормално со вредни работници кои што беа и од Македонија, секако и од нашата пријателска и братска Турција. Во 2018 година владата предводена од мојот друга Зоран, заедно со тогашниот, но и со сегашниот министер за земјоделство, шумарство и водостопанство Љупчо, направи еден голем чекор и го започна овој капитален инфраструктурен проект. Во 2022 година, во мојот мандат, заедно со ресорниот министер ставивме навистина силен фокус на оваа инвестиција и на реализација на други големи капитални инвестиции, вклучително на завршување на оваа брана. Затоа што водата му е потребна на земјоделството, земјоделците мора да имаат континуирано снабдување со вода, нема развиено земјоделство без добри водоснабдителни системи, без современи системи за наводнување, и затоа Љупчо ги наброја сите оние системи кои се завршени, кои се во тек на изградба и кои ќе бидат завршени во текот на наредните 2 години. Денес браната е готова, завршена е уште еден показател дека владините ветувања се реалност, спроведени на терен, не се празни предизборни ветувања, не се политички калкулации за пратеник плюс или помалку, туку се реалност.
Ова е показател дека нема недостижна цел, бидејќи и грижата за граѓаните, и грижата за државата се реални. Затоа што развојот на секој сегмент во земјоделството е придобивка и за земјоделците, но пред се за државата. Инвестицијата во оваа акумулација воедно беше и инвестиција во земјоделството, која е основата на нашата македонска економија. За зголемено производство на храна, зголемено производство на земјоделски производи и секако зголемен извоз на готови земјоделски производи и храна. Оваа брана е целосна инвестиција на Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство во износ од 40 милиони евра, што представува најголем водоснабдителен капитален инвестицијски објект во последните 50 години во државата. Со браната конско се овозможува на земјоделците од Евгелијско-Валандовскиот регион да добиваат навремено и ефикасно снабдување со вода во текот на целата производствена сезона. Се овозможува наводнување на нови 4000 нето хектари на земјоделски површини. Со тоа им се намалуваат трошоците за производство, а од друга страна се овозможува зголемување на производството и поголема конкурентност на земјоделските производи. Прво ќе имаме повеќе производи, второ производите ќе бидат поевтини, трето ќе бидат поконкурентни на регионалните пазари и четврто и најважно ќе имаме побогати и посреќни земјоделци во овој регион. Со изградбата на оваа акумулација ќе се овозможи и регионалниот развој, и тоа од повеќе аспекти. Освен чиста вода за наводнување на земјоделските површини, ова е исто така, како што кажав, можност за развој и на туризмот, и на риболовот, и на голем број други пропратни услужни дејности кои што нив секогаш ги следат. Нашата држава има идеални климатски почвени услови за развој на земјоделството, имаме вредни земјоделци и тие заслужуваат во државата да се инвестира токму во вакви проекти. Тоа во комбинација со развојните мерки е предуслов за развој на земјоделството, за претворање на оваа стопанска гранка во профитабилна и развојна компонента на економијата. Нашите земјоделци тоа го заслужуваат. Нашата цел е развиено земјоделство по европски стандарди, со европски субвенции, кои им носат профит и сигурен извор на екзистенција на оние кои со тоа се занимаваат. И тоа се трајни политики, за кои зборуваме, на кои правилно работиме и каде што правилно го насочуваме рамномерниот регионален развој. Ние не сме влада која вложува само на 1 километар квадратен во градот Скопје. Таму се потрошија 1,5 милијарда евра, кој никој не знае каде завршија се уште, а овде со 50 милиони евра се направи најголемата брана не само во регионот, туку и пошироко. Оваа влада и претходната влада и на Оливер и на Зоран ќе остане запаметена по тоа што успеа да изгради најголем инвестицијски објект кој импозантно делува и кој навистина ќе има големо влијание позитивно врз овој крај. Претходната влада, онаа до 2016 година, исто така ќе биде запаметена по една инвестиција која што ја планираа и за среќа не ја завршија. И тука ќе ја видите најголемата разлика помеѓу нас и нив. Тие планираа да прават парапет околу Охридското езеро и не успеа да го направат. Ние решивме да направиме најголема брана, ја почнавме и ја направивме, и тука сакам да завршам со честитки за сите вклучени и со желба за понатамошен успех во идните проекти кои ќе се прават. Ви благодарам.